Секоја чест. Оле, уживавме. Уживавме, да. Јас уште вчера и деновите наназад кога се договаравме да пристигне од Ресен, директно од Ресен ни дојде ова младо момче кое што денес ќе надополни енергијата во студиото на Алфа. Здраво. Здраво. Добро утро од мене. Прекрасен глас, прекрасна енергија и многу убав ресенски дијалект. Навистина вака не разнежни, не расположи и не подсети дека одамна не сме го посетиле Ресен, така? Така е, така е. И дека пробаме убавите ресенски јаболка. Така е, да. Даниел, како млад изведувач, ти си премногу млад, имаш само 15 години. Да. И ова ти е прва песна која што ти ја напиша Валентина Георгиевска Парго, така? Текстот е во знак на прочка и свадба, како беше настанот? Јанкоштанска свадба, која што традиционално се изведува веќе 4 години, мислам. Таа е веќе промоција имаме извршено во повеќе телевизии, веќе 4 години се емитуваат. Како да кажем, песнава дојде како за свадбата. Така. Повеќе Тој настан, тоа не е свадба. Јас прво мислев, не знаев за тој настан, меѓутоа вие како мештани таму нели го живеавте тој настан овие последни 4 години и беше неминовно и потребно да се направи една ваква песна која ќе биде обележје на тоа. Тоа е всушност еден хумористичен, таков е и текстот на песната, хумористичен настан во кој што момците се претвораат во жени. Да, и место Бидермајер се фрлало јаболка. Да. Тоа е интересен факт. Машко ќе се претвори во женско и исто како свадба. Се игра оро, се заигрува невестата, кумот ја крши каленца, така и на споресенски вака да се изразам. Потоа невестата го фрла јаболкото, па се сечи тортата. Оваа година за прв пат во Јанковец беше испеана оваа песна. Благодарение на Валентина Ѓорѓиевска Парго. Таа го напиша текстот, аранжманот и музиката Ристо Крстевски. Голем поздрав и до него. Да, ти си проучам сега си средношколец, си учиш нели правни и економски науки во моментов? Да. Јас моментално учам во Средното општинско училиште Цар Самој во Ресен. Моментално сум прва година, имам 15 години. Учам во економско-правниот смер, кој што е формиран прв пат оваа година. Јас сум прва генерација што ќе заврши во тој смер. Голема благодарност до класната Славица Стојановска, воено да ја поздравам. Што ни дозволи да го имаме денес во студиото. Така, да. И учениците со кои што учиш? И прва 3 клас. Ние сме тие деца што учат, најважно што не се караат и сме сполотени. Голема благодарност и до професорите Гоце Чавдаровски и Ташко Каранфиловски. Да, и тие делуваат нели во развојот на твојата кариера? Да, професоров Ташко Каранфиловски многу ми има помогнато во почетоциве во мојава кариера и многу му сум благодарен. Ова се само почетоци. Сега започнуваш. Велиш добар ден сцено. Да. Јас настапувам. Меѓутоа ти од многу мало момче, уште кога сите си играа со играчки, ти што правеше кога одеше со мама и тато во продавница? Со мама и тато во продавница, кога ќе одев тие, секогаш ме прашуваат каква играчка да ми купат. Јас секогаш не сакав да ми купат како другите деца, додека другите деца играја со багери, со камиончиња, такви работи, јас на моите родители му барав инструмент или микрофон. Првата играчка што ми ја купија беше микрофонот. Ете. Колку сами си одредуваме што сакаме да бидеме и меѓутоа се запиша на правни и економски науки бидејќи те влече и правото малку, но сепак музиката е тука како бекап или можеби ќе стане некогаш и примерна професија, тоа не се знае. Не се знае. Со Божја волја може се. Ти се размислуваше пред неколку месеци каде да се запишеш, сакаш и на музичко да одиш, меѓутоа ја негуваш народната традиционална песна. Така, јас сакам да ја продолжам оваа традиција од колено на колено што се пренесува од постарите генерации. Сакав да се запишам музичко, но размислив повеќе кога размислив, па си реков настрана да си има друга професија и друго. Да, паралелно, да си работиш и тоа и тоа. Да. Музиката секогаш може да си ја пееме, да си ја негуваме, но си член и на едно културно-уметничко друштво. Да.
член сум во Кут Таши Милошевски, кој што постоеве лани прославувавме јубилеен концерт веќе 80 години постоење. Пред 5-6 години бев играорец, но оваа година сум во оркестарот на Културното уметничко друштво Таши Милошевски. И оваа прилика ја искористувам да го поздравам шефот на оркестарот Љубин Илиевски. Со него исто така ми има многу помогнато. Со Културно уметничко друштво имаме прошетано на повеќе места, како што е Сплит во Хрватска, Монтана во Бугарија и во многу други места низ Европа. Да, што повеќе те привлекува играњето, фолклорот или кога пееш како солист? Мислам дека се гледа што повеќе ме асоцира на пеењето. Повеќе Да. Јас те прашав пред малку дали ја сакаш и забавната музика, а ти ми велиш повеќе ме влече народната некак. Повеќе ме влече народната. Што е чудно за младиот свет. Така е, но пробувам да не избегавам таа музика. Сепак секоја музика си има своја љубов кон музиката треба да се има. И забавна, и рок, и народно. А што најмногу ти се допаѓајте кога изведуваш македонска народна песна? Најубаво ми е чувството кога ќе застанам на сцената и кога ќе ја изведам песната, што веќе со колено наназад била пренесена на народот, на слушателите. Еве, тука од многу помала возраст гледаме некои фотографии на екранот. Од кога прв пат го зема микрофонот во раце, освен играчката, и да запееш онака професионално пред публика? Првите почетоци ми беа со професорот Ташко Каранфиловски. Јас потекнував од селото Кривени. Тоа е село блиску до Јанковец. Професорот знаеше дека јас имам некој корен за музика и ми рече да испеам една песна. Првата песна што испеав таму, се сеќавам, беше Мојата серенада. Таа беше, бев малечок и не беше толку добро интерпретирана, но беше со голема љубов испеана, како да кажам. Потоа голема благодарност и на Благојче Стојановски Туше. Со него имаме настапувано на подмочанските средби, подмочанскиот крст и на многу други настани. Учествував и во македонско талент шоу, ете таа сликата сега видов од Ферус Мустафов покојниот. Да, имаше една фотографија. И што направи таму на талент шоуто? Па стигнав до финалето, ама не победив. Можеме ли некој краток исечок од некоја песна, вака во живо да те слушнеме, ова не ни е договорено? Песна? Било што нешто што ти паѓа на памет? Која што сакате ви, например? Она како беше со Преспанска убавица? Дано, данице, преспанска убавице, зрачиш како сончев сјај, најлична си во мојот крај. Дано, данице, преспанска убавице, зрачиш како сончев сјај, најлична си во мојот крај. Браво, Даниел. Па ти кажи му да пее, него тера и детето да зборува, колку убаво пее. Пеј, Даниел, пеј, од утро до мрак да пееш, нема поубава работа. Животот да ти биде песна. Така. Да, младите ја негуваат ли доволно, што мислиш? Традиционалната македонска песна. Во моментов сите пријатели мои повеќе се насочени кон ова нова музика што е. Ретко некој дете вака да сака некоја вака традиционална народна музика. Так. Имаш сигурно планови, премногу си млад и сите ние имаме планови на било која возраст, но на музички план твоите планови? Па за сега како што реков вие ми е почеток, размислувам да одам на повеќе на фестивали со многу понатамошни соработки со текстописецот Валентина Ѓорѓиевска. Вале, не ја пуштаме, тука не ја пуштаме, таа ќе до крај. Да. За многу кратко време го напиша текстот на песнава Орозе Јанковец. Да, така? многу голема инспирација свадбата била. Таа кога го видела човекот со пиперките нагуша и песната сама има сватон со пиперки не нагуша, а меракот пусто скрие на душа. Да не са поли така по сваки, некој ќе му ги поли после маките. Браво, Даниел.
Зборуве ресенски, ве шубав јазик. Каже, дијалектот прекрасен е. Толку убав дијалект, тоа треба да се слушне, тоа треба да се вака, да се медиумски, да се подсетуваме какви прекрасни дијалекти. Не само ресенскиот, ние имаме и многу други дијалекти, ама вашиот некако ретко го слушаме вака јавно на... Вие ресенчани знаете вака да зборувате и литературно кога ќе има, нели? Така, ама дијалектот е богатство сепак. Најголемото богатство и најголемиот обележие идентитет, нели Оле? Па дефинитивно, да. Каков жанр, освен што нели ќе го пееш ресен, преспа, нели тука, некоја друга, не знам, љубовна тематика би опфатил во Може песни? и љубовна, некоја патриотска за својата татковина, па други не знам, народно. Сигурно имаш и некои своји доли, некој што посакуваш да станеш успешен како некој од нашава сцена. Од нашава сцена, Бог да го прости Тоше Проевски, тој е врвен музичар што прерано загина. Од народнава песна Наум Петревски е еден од најдобрите моментално, мислам јас, според мене, на народната сцена. Миле Кузмановски и многу други пејачи. Значи, натака се насочуваш на кај нивниот терк и би сакал еднаш можеби да снимиш и некој дует. Би посакувал ако има некоја прилика. Така. Дали некого заборавивме да не ни се налутат да поздравиме за крај? Па не знам, некој да не заборави. Училиштето ги поздравивте Ги сите? поздравивме, да. Први тие, за да ни го пуштат Комши, и друг пат. стрини, тетки, роднини. Сите што не гледаат, Да. сите сограѓани на Ресе, на Јанковец и ни цела Македонија поздрав пуштаме. Така. Ке си го поздравиме и ние тој крај од Македонија, нека ни се долговечни, живи, здрави, благодарение на Вале, голема благодарност за тоа што ни го донесе. Тука Даниел денес, можеме неколку секунди уште да завршиме со песна, зашто Суза кажа дека најубаво пееш. За многу години македонци може ли? Може. Даниел? Кај што сонцето рано изгрева, таму росата цвеќе милува, кај што птицата љубов отпеа, солзи радосници срцато пеа. Гледај прекрасно сино езеро, овде љубовта нема граници. Гледај ливада цветна равнина, овде вре песната е од дамнина. За многу години македонци, каде и да сте, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Еј, љубов голема, еј, и непреболена. Еј, љубов голема, за Македонија. Останете со Алфа. Браво, браво. Немаше поубав крај, прекрасен си, Даниел, само продолжи да пееш, да блескаш, Оле, браво за денешниот избор на гости. Прекрасни беа и првата како и Даниел. И со некоја следна песна те чекаме пак да ни го распееш вака студиово, да излезе лошата енергија, да Благодарам на влезе само. поканата и се надеваме на понатамошни соработки.